Токму така, нашиот јазик е македонски, а вие почитувани ја слушате емисијата на Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Сега е 19 часот и 3 минути, некаде и 4 минути, време за интервју и минути со нашиот гостин, господинот Ристо Никовски, политички аналитичар, колумнист и поранешен амбасадор на македонската дипломатија. Ке го поканиме господинот Никовски да ни се приклучи во студиото. Се надеваме дека се ќе биде во ред. Да, тука сме. Добро ви утро, господин Никовски, добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, Македонијо, добра вечер, Австралијо. Поздрав од ковината. Добро ви утро и од мене, господине Никовски, добро ни дојдовте. Благодарам, поздрав на сите македонци во Австралија. Да сте живи и здрави. Господине Никовски, пред некој ден специјалниот представник на владата на Зоран Заев во преговорите со Бугарија, господинот Владо Бучковски, изјави дека владиниот акцијски план бил 99% усогласен, а со тоа се отворил патот за меѓувладина конференција. Македонската јавност воопшто не е запознаена со содржината на акцијскиот план. Дали има некој во Македонија, освен државниот врв, да знае што содржи тој акцијски план и зошто се крие од очите на јавноста? Дали пак вие имате сознание за содржината на тој план? Никој во Македонија, освен една шака луѓе, не знае што се случува со Бугарија, ни што има во акцијскиот план. И да бидеме јасни, тоа не е ни толку страшно, за тој акцијски план, ако е вистински како што треба да биде околу инфраструктурата, соработката и така натака, тука не треба да има некои поголеми проблеми. Ќе потсетам дека договорот со Бугарија е потпишан на 1 август 2017 година, значи пред прилike неполни 4 години. Објавен е текстот на 27 јули, значи 4 дена пред потпишувањето, без никаква јавна консултација, без никаква, да речам, подготовка на било кој начин, контрола на тоа што се потпишува, а се беше предавничко и катастрофално и капитулантско, никој појма немаше. Дури што е најстрашно, Македонската академија, кога ја прашуваа што вие мислите за тој договор, тие изјавуваа, за разлика од сега кога имаме нов председател кој е извонреден, одговараа, вели, кој ќе го потпише договорот, ние ќе го дадеме своето мислење. Мислам, катастрофа невидена. Академијата е таа што треба да го спречи еден капитулантски договор, а не од после да дава свое мислење. Велам, тоа истото беше со договорот со Грција, исто беше околу законот за албанскиот јазик, тоа се трите, да речам, столба со кои и преку кои се руши македонската држава, така да во целина ова и не е некоја голема трагедија, иако е неприфатливо, бидејќи велам, нашата надворешна политика последниве 4-5 години е катастрофална, потполно спротивна на фундаменталните интереси на македонскиот народ, али ние како што гледаме сите тоа го трпиме и толерираме. Инаку, интересно е зашто пак Бучковски го измислија и го фрлија во некоја, да речам, активност или акција околу овој договор со Бугарија. Иначе да потсетам дека кога беше потпишан договорот, има еден, починет е сега, нека му е лесна земјата, што вели народот, Божидар Димитров, кој беше и министер, еден директор на музеот и така натака, кој беше еден екстремист. И кога беше потпишан договорот со Бугарија, он изјави, рече, сега мирна ми е душата. Јасно е дека Македонија утре заутре ќе си признае дека е втора бугарска држава. А да се вратиме на Бучковски, видите, во Македонија имаме албанци, и тоа, мислам, нека бидат 20-25, неважно колку, значи, тие учествуваат во животот, политичкиот живот, и тоа е добро. И во коалицијата се секогаш и сега се исто така. И се замислите, ниту во едно министерство во државата нема да биде и министерот и заменикот да бидат албанци. Единствено во Министерството за надворешни работи.
А секој нормален што знае и што следи што се случува во земјава, му е јасно дека македонските проблеми од 91-та година после независноста се на дипломатски план. И сега вие во овој критичен момент, кога го жртвувате името на државата, го господарате македонизмот, вие ставате албанци да бидат 20-та и првите и вториот министерството. И кога сватија дека тоа е намерно направено, да се разбереме, затоа што многу полесно тие ќе го жртвуваат македонизмот, дали така него било кој друг македонец. И кога сватија дека е тоа контрпродуктивно, дека е срамно, го измислија Бучковски. Прво, Бучковски, уште порано, ше ко премиер, кога беше, ја сеќам, кој се сеќавал со него почесто, имаше апсолутно погрешни ставови околу Бугарија. Тој секогаш велеше, а зашто да не го славиме заедно Гоце Делчев, Илинден и слично. Значи, намерно е донесен човек што е спремен, кој не ги разбира тие работи. Мислам, Бучковски е универзитетски професор, меѓутоа ова се дипломатски финеси и дипломатијата е занает и тој не ги знае, нема појма од нив. А видите, и дури во подоцна ќе зборуваме за комисијата. Комисијата вчера, завчера имаше на тема која не разгледува модалитет како да се слави заедно Гоце Делчев. Гоце Делчев не може да се слави заедно. Го славиме ли заедно, ние признаваме де факто и како сакате дека сме бугари, разбирате? Така да, тоа се работи кои се срамни, понижувачки за Македонија, кои се неприфатливи, меѓутоа кои власта ги тера без пет пари да дава за било кој друг. Така да се вратиме на акцијскиот план. Она што го предложи Македонија во првата верзија беше автопатишта, железници, туризам, прекогранична соработка, нели така, стопанска соработка. Бугарите ни вратија во, значи тој нацрт на кој се работеше, ни вратија со идентитет на народот, македонскиот јазик, историјата. И сега докаде се стигнати, никој поим нема, разбирате. Меѓутоа, не знам што да ви кажам, сето тоа што се прави е крајно неприфатливо, понижувачки на македонскиот народ и во однос на Бугарија и во однос на Грција, што, велам, секој треба се срами од тоа што се случува. Меѓутоа, да видиме што ќе испадне од тој акцијски договор, кој ќе, како што рековте и вие, ќе отвори патот да се одржи таа меѓувладина комисија која според договорот треба еднаш годишно да врши ревизија и да сумира што е направено. Во секој случај, велам, начинот на кој се води политиката према Бугарија е апсолутно погрешен, начинот на кој се обидуваме да ги заштитиме, ствари никој не се обидува да бидеме свесни за жало, што е за жал, да ги заштитиме нашите фундаментални интереси е апсолутно погрешен, бидејќи ако веќе не реагираме на нивните изјави, кои се безсмислени, небулозни, ако сакате, не знам како да речам, што потежок збор да одвратне, го искористам и тој збор, меѓутоа, кога државата и Бугарија излекува со отворен меморандум, во кој со безобразни лаги, глупости, идиотизми, што ти не, е информира целата европска јавност, сите членки на Унијата, Брисел, Вашингтон, исто така, а вие, значи, не плукаат, а ние да не одговориме. Тоа е нешто што не само е недозволиво, него тоа е тежок политички криминал за кој некој ќе мора да одговара, и тоа не само политички, него и криминално. Убаво го објаснивте сето тоа. Кон каде се движи Македонија со се позачестените напади од страна на бугарската дипломатија, но и нашиве недоквакани безарбетнаци? Дали ова што го изјавуваат дека акцијскиот план е 99% усвоен, дали е всушност подготовка на нацијата за да проголда уште една отровна пилула за нешто што е веќе однад пред договорено? Видите, за сето тоа стои владата и лично премиерот. Изјавите на нашите врвни политичари, иако во последно време имаат и некои позитивни ставови, кога се свесни дека не може да прифатат промена на идентитетот, промена на јазикот, така натака, меѓутоа во целина изјавите кои ги дава се сите капитулантски. Нашиот председател изјави да, точно е, Гоце Делчев се изјаснувал како бугарин, али се борел за Македонија.
Па ви се молам, како може Гоце Делчев да се изјавува за македонец кога тоа било казниво? Он живеел во Отоманската империја и во Бугарија, он имал веројатно пред се прво имал пасош, ако имал пасош бил турски, отомански, после имал бугарски, работел како бугарски учител, ако он каже дека е македонец, ќе го стават од работа, разбирате. Значи, он немал опција да се изјасни како македонец. Ама немал воопшто, разбирате. Мојот татко, јас не знам дали сум го раскажал дека вас примерот, студираше во Белград, во време на српската окупација. Он беше Чирило Николич, он е Киро Никовски, разбирате. Се пишуваше секаде србин. Ако пишуваше македонец, ќе го истераа од работа, ќе го истераа од факултетот. Дедо ми мој покоен Ицо Попе во Ресен, кој 17 години одлежа за македонската кауза, кога во српско време дошле попишувачите, секој зборуваме за пописот, нели така, го прашае националност, македонец, нема такво нешто. Разбирате? И се било немало пописите македонци. Па како може да има македонци кога такво нешто било неприфатено, непризнато, непочитувано, не можело такво нешто да опстои. Фаќате? Така да сите тие чекори кои се правели биле погрешно. Јас се плашам дека и овај акцијски план кој нели 99% бил договорен, веќе и прецизиран, е чекор напред во нашата нова капитулација кон Бугарија. Нашите се свесни дека сега Бугарија ја држи во заложништво околу нашето членство во Европската Унија, а да се разбереме, не е тоа бугарска политика, тоа е поширока политика која само Софија ја споредува, сваќате. Така да се плашам, и тоа е сигурно нема никаква дилема, само прашање каков исчекор погрешен е направен и колку е дадено до нешто не сме да се даде, разбирате. Така да тоа е ситуација која мораме да ја сватиме, а кога ќе зборуваме за Бугарија, само да подсетиме дека од распадот на Југославија до денеска, тоа е веќе 30 години, македонската независна држава не е прифатена од западниот така наречен демократски фактор. Што не ни направија? Не признава, не го суспендира името, ни наметна медиација која ја претворија во преговори, ни наметна привремена спогодба, ни организира војна од Косово, разбирате, и нашата де факто позиција почна да пропаѓа и да се руши на меѓународен план со војната од 2001 година и Охридскиот рамковен договор. Тогаш е направена комплетна реструктурација на Македонија, разбирате, со која е зададен смртен удар на македонизмот и ова се само додатни чекори да го дотолчат, разбирате, да го разбијат. Така да тоа е тоа што ни се случува, а во меѓувреме македонската политичка елита ништо не направи, ни едните, ни другите, ни третите, ако сакате, да се спречи тој пат на Македонија, тоа е бришење на македонизмот и затоа сме денеска нова Дереџа. Господине Никовски, вчера македонската јавност ја слушна пресудата за бегалецот Сашо Мијалков, која изнесува 12 години, и за другите останати од судскиот процес Таргет и Тврдина, меѓу кои беа и бегалците Горан Груевски и Никола Бошковски, кои добија по 15 години затворска казна, а тука во оваа група на обвинети спаѓа и поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, која и се изрече казна затвор од 4 години. Денес сакаме да се задржиме само на господинот Сашо Мијалков, кој пред некој ден, цели 48 часа, не беше достапен. Вчера по изрекувањето на пресудата, обвинителството побара ефективен притвор и тоа само за 60 дена, наместо куќен, а судскиот совет го одобри тоа. Каква е вашата проценка за циркузот кој пред некој ден ни го приредија овие од власта во спрега со обвинителството, а од друга страна самиот Мијалков? Очекувавте ли ваква пресуда и дали со ова пресуда е задоволена правдата или сепак на крај ќе испадне дека е задоволен само договорот кој наводно бил постигнат помеѓу Сашо Мијалков, обвинителството и владата на Заев? Тоа што се случуваше во Македонија последниве денови околу Мијалков е навистина еден срамен циркус,
кои покажа дека во државата не функционира ништо како што треба, од правосудството до Министерството, до полицијата, до тајните служби, до самата влада. Се што беше направено, се беше незаконско, се беше надвор од нормалната правна држава со која се посламивме и пред самите себе, и пред светот, а пред се пред Европа. Ваква држава, со вакво функционирање, Европа не би требало, мене ми е жал тоа да го кажам, никогаш да прими. Јас бев против НАТО, меѓутоа сметам дека наш интерес да влеземе во Европската Унија, иако е таа со двојни стандарди, се служи со закани, со уцени, кои се равни на тероризмот, нели така, меѓутоа тоа е сепак едно елитно друштво каде се градат современи стандарди на живење кои нас се потребни. Меѓутоа велам, овај човек е де факто клучната личност и тие околу него, јас немам информации да оценам колку е заслужен за тоа, доведоа до рушење на претходната влада, бидејќи главен аргумент што сето тоа падна беше и тој систем кој имаше своји грешки, меѓутоа беше свесен и премиерот Груевски дека никогаш не смее да се капитулира околу македонскиот народ, околу името на државата, бидејќи тоа не тера во амбисот на историјата, разбирате. Значи, поводот за тоа беше прислушувањето. Сега тврдат дека целото прислушување било само во земјата, немало странска помош, така на така, со тоа можам да ви кажам дека не верувам. Тоа апсолутно имало и странски инволвирани луѓе, меѓутоа очигледно грото, прашање по чии налог, се вршило во земјава. Носител на сето тоа беше Мијалков. И тој човек, де факто, и неговиот братучет, нели така, Груевски, кој имаше многу добри потези, али имаше и грешки, го сруши де факто овој човек. Се зборуваше во колуарите на пазар, што викаме ние, чаршијата, нели така, дека преземал компании, дека правил ршум во државата, сваќате. И сега тој човек требаше одамна да заслужи да биде во затвор, меѓутоа, кој што знаете, тој е заслужен што дојде до промена на уставот. Тие бегалците, односно испотераните од ВМРО, ги мобилизираше и ги организираше да гласат за промена на уставот. Така да тој ја сврши најнечистата, најбербата работата во рушење на оваа македонска држава. И каква казна да му одредат ќе биде недоволна. Разбирате? Така да, меѓутоа, дека договор имало, јас мислам дека не треба да биде спорно. Знаете што е најинтересно во целиот случај, во целата афера? Зашто имаше меѓународна потерница? Прво, меѓународна потерница не е така, не се испаќа истата вечер кога некој не станува. Значи, тие има апсолутен доказ дека тој избегол од земјата, а што се спекулира дека отишол во Србија, ние во Србија одиме со лични карти. Ако му е земен пасошот, во Србија може без проблеми доди, разбирате. И тие значи имале дефинитивно доказ дека човекот избегол, најнормално, разбирате, преку Табановце, бидејќи во тој момент кога он ја напушил државата, немаше никаква потерница против него, сваќате? Значи, отпосле тие видоа дека таму е регистрирана излез и преземаа сите чекови да го вратат, бидејќи да избегаше Мијалков, владата мораше да падне. Така, затоа целата влада после тоа во делириум беше што тој се врати и очигледно имало уцени, имало закани и да бидеме сигурни, тоа не биле само нашите политичари, туку биле и некои други. А знаете дека Американската амбасада во Скопје игра улога на неизбран или амбасадорката неизбран гувернер, така да му било ставено до знаење дека нема да го пушта да избега од државата, што ќе испаднеше катастрофа за оваа власт која ги исполнува сите оние најцрни и најнеприфатливи желби на меѓународната заедница или на американците во однос на Македонија и македонизмот, така да му било кажано дека мора да се врати, имало велики закони за семејството, така што е се нелегално. И велам, добро е што го осудија, сега веројатно ќе има жалби, ќе го враќаат, ќе му намалуваат казни, така натака, што договор апсолутно постои, тука не треба да има никаква дилема, се на штета на државата, бидејќи тој е вината и за претходната власт, велам, која
падна благодарејќи на неговите злоупотреби, а и оваа власт успеа да капитализира на сметка на македонскиот народ и на македонизмот, преку него со рушење на уставниот карактер на државата, уставни промени, промена на името, вршење на македонизмот, невидени работи. Господин Никовски, ќе мора да побрзаме малку. Ајде да. Сашо Мијалков многу смирено ја дочека некако пресудата. На излегувањето можеше да се забележи дури насмевка на лицето. Ќе ги одлежи ли Мијалков 12 години, имајќи во предвид дека само 60 дена трае неговиот ефективен притвор, а потоа сите знаеме дека ќе биде слободен граѓанин до правосилноста на казната? Не верувам дека ќе одлежи. Пред малку ви кажав, договор секој постои, сега ќе видиме на кој начин, бесрамен во секој случај, тоа ќе го реализираат. Знаете, во Македонија правда нема и долгуше нема да има. Знаете, во секоја држава има три власти, три столба на државата. Еден е извршната власт, втора е законодавната, собранието, парламентот и трета е судската. Кај нас постои само извршна власт, разбирате, која контролира со се и во цел свет, во демократските земји барем, владее правото, кај нас владеат луѓето. Владеат луѓето, прават што сакаат, разбирате, така да сето тоа води во една насока дека правда и во овој случај нема да има. Господине Никовски, имајќи го во предвид очекувањата на оние кои се бават со судски процеси, но и поради тежината на делата кои му се ставија на товар на Мијалков, се очекуваше во пресудата да се наведе и поголемата казна од она затворската, а тоа е замрзнување, односно конфискување на имотот на Мијалков, но тоа не се случи. Што мислите, зошто тоа се избегна? Видите, пресудата е диригирана. Таа е договорена веројатно и фоллоуап, што велат кај вас, што ќе биде понатака. Зашто тоа не е направено, не ми е сосема јасно, јас не сум правник, меѓутоа, знаете, мислам дека тоа се веќе нови судења, каде што ќе има побарувања, оштетувања и така натака, што човекот прво едно чудо, не знам колку веќе стотина луѓе имат побарано оштета од прислушувањето, разбирате, што навлезено во интимноста, во приватниот живот. И сето тоа на крај веројатно ќе има нови циркуси околу сето тоа, нови судења, нови пресуди, така да Македонија стана циркус последниве години, тој циркус за жал ќе продолжи на жалост на сите нас, али тоа е реалност. До појавањето на Мијалков пред обвинителството и тоа откриено од кој други него телевизија 24 и новинарот Мишко, откако претходно цели 48 часа не беше достапен и никој не знаеше каде е, дури од Агенцијата за национална безбедност не знаеле каде е Сашко Мијалков. Можно ли е навистина да не знаеле тие, имајќи го во предвид фактот дека тие се оние кои побарале одштета од Мијалков од околу 130 милиони евра, како оштетена страна плюс на сето згора, и нив тоа им е фактички и примарна цел, според описот на работата и за тоа што се формирати. Видите, враќањето на Мијалков и неговото појавување пред судот со една камера и слично е само финале на таа сапуница театарска, разбирате. Тој, ако бил во Србија, а јас мислам дека бил, не можам да тврдам, немам никаква лична информација околу тоа, меѓутоа логиката нештата го покажува тоа, тој на самата граница која се вратил требало да биде уопштено. Веќе во тој период има потерница по него. И меѓународна дури и домашна. Да исплатиш и меѓународна без да чекаш, без да имаш доказ дека во странство, не се прави. Значи тоа покажува дека се прави надвор. Значи на самата граница требало да биде уопштено. Тоа не се прави. Значи договорот функционира. И тој не само што шета низ град, разбирате, и доаѓа туку и новинар го чека. Мислам дека и новинарот и телевизиската куќа се посрамотија со тоа. Стана дел од еден циркус, од една сапуница, што не им служи на чест. Меѓутоа, велам, кога тоа сигурно се пак налози од лево и од десно, дека треба да се, нели така, да се максимализира тој впечаток, да се најде оправдување. Тој вели дека има температура 40 степени,
вчера, а денеска излегува по мајца гол, разбирате. Ако некој вчера има 40 степени, денеска ќе има макар джемпер и вентијага, иако беше релативно топло во Скопје тој ден. Велам, се е тоа толку срамно, толку понижувачко за земјата, толку недолично во целина, на сите тие актери. Велам, нема човек, тоа е мизерија, тоа е срам, понижување и секој од нас да се гади од сето тоа и да рече, зарем до тамо сме стигнати, зарем можно да оваа држава некој ја згази под нозе ја стави и не признава ни најобични вредности на човечко достоинство, достоинство на политичко, достоинство на државата во целина. Ако ќе го изгубите достоинството, знаете, крај на се. Да. Господине Никовски, спомнавте предходно, можно ли е една меѓународна потерница да се активира за толку кратко време, имајќи го во предвид процесот за издавање на меѓународна потерница, кој трае не помалку од 3 дена, време кое му е потребно на Интерпол за проверка на фактите? И кои се вашите сознанија? Каде бил Мијалков за тие 48 часа и кој го врати назад во Македонија? Зборувавме на таа тема, велам, самиот факт дека распишена меѓународна потерница, тоа е потврдено, значи веќе од власта е потврдено, че нема тука дека се работи некаква шпекулација, покажува дека има цврст податок дека човекот е надвор од државата. Тие не би се затрчале ако не беа сигурни дека излезе. Значи тие има потврда од граничниот термин дека тој излегол. Самата техника на поднесување на така меѓународна потерница лично не ја познава. Меѓутоа дека може да се активира подхитно, мислам дека не е спорно. Значи има некои механизми кои нели така бидејќи знаете во светот има тероризам, има нели така терористички акти и така натака. Вие ако чекате да ги затворите границите после 3 дена. Не се изгуби нашиот соговорник. Ајде, ќе го почекаме да се врати повторно. Не знам што стана со него. Господин Никовски, доколку не слушате, уклучете се повторно, затоа што ве немаме на екранот, на некој начин ве изфрли, ние не ве изфрливме од екранот, меѓутоа ве изфрли, не знам кој, не сакам да зборувам никој сега, само да шпекулирам. Веруваме дека наскоро ќе ни се приклучи господин Никовски. Вие, почитувани слушатели и Facebook пријатели, останете и понатака на Македонски корени. Почитувани, ја следите Македонски корени. Во моментот го очекуваме да ни се повторно приклучи господинот Ристо Никовски. Беше изфрлен на некој начин, која е причината, од кај нас не е грешката, дали долгата рака на власта е толку долга, или пак може би технички проблем, кај него ќе видиме што се случува.
Да, тоа беше песната за Александар Македонски, а нашиот Александар Македонски повторно ни се врати во студиото на Македонски корени. Господине Никовски, а не ни остане многу време, ќе побрзаме. Ево одиме со следното прашање. Заедничката Македонско-бугарска експертска комисија за историски и образовни прашања вчера и завчера имаа средба. Нама се бил записникот од 10-тата средба, учебниците за 7 оделение и прашањето за ликот и делото на Гоце Делчев. Имате ли некои информации за исходот од овие онлайн средби? Момент. Сме за еден записник и тоа меѓу нас кажано е добро. Крајно е време нашата комисија да покаже заби и да покаже дека не може да прават од нив смешни нели луѓе, а тие сепак сериозни и одговорни луѓе. Знаете, пред некое време еден чин од бугарска делегација на телевизија бугарска изјави дека Македонија е Северна Кореја. Северна Кореја е символ за диктатура и слично. Вие после таква изјава на член на комисија, значи официјално лице, би требало да кажете господа, извините. Или тој ќе се изјави, ќе се извини, или нови средби нема. И знаете што е најстрашното? Де факто, нашите манипулираат, на жалост, свесно, околу тоа дали во договорите, односно во записниците, ќе има македонски јазик, народ и така натака и така натака. И на крај, знаете на што се сведе? Се сведе на тоа да македонски нема, бидејќи нели Препанскиот договор не дозволува ништо македонско, нели ќе менуваат сега името и на Ману. А вика, ако некој зборува македонски, македонско, значи од нашата делегација, тоа така ќе било регистрирано, како некоја, не знам, отстапка бугарска. Ако јас зборувам на некој состанок за Република Македонија, Македонија и така натака, никој не може да ми ги менува зборовите, никој не може да ми става нешто друго во уста. Така да и тамо се прават од отстапки неприфатливи и се уште разговараат за Гоце Делчев и премалку на почетокот спомнав дека наводно се обидувале сега, имале текст на кој начин да се овозможи заедно да се слави Гоце Делчев. Ако Гоце Делчев го славиме заедно, ние признаваме дека сме бугари. Тоа треба да му иде на некој што го следи, тоа е јасно. Гоце Делчев или се борил за Македонија, или се борил за Бугарија. Интересите на Македонија и на Бугарија цело време дека бил Гоце Делчев жив и 100 години пред тоа и до ден денеска се спротивни. Фундаменталните интереси на Македонија и Бугарија се апсолутно контрадикторни, разбирате. Нема ништо во нив заедничко, апсолутно ништо заедничко. Меѓутоа ние со договорот признавме заедничка историја и слично и затоа ни се качуваат на глава. Според тоа, таа комисија од моментот кога Бугарија почна со своите небулози, со својата дефиниција и документ за околу односите со Македонија, па на влада и собрание, кој заврши со отворен меморандум, Македонија треба да ги прекине тие разговори. Разбирате? Треба да ги прекине, да каже, бидејќи бугарската позиција, официјална, обврзувачка, бидејќи собранието, парламентот стои за тоа, не дозволува никакви преговори кои ќе овозможат такво решение. И велам, во целина, ние треба да го откажеме и договорот. Договорот, ако сме ние држава која држи до себе, ако договорот го подпишавме за пријателство и соработка, и ако врз тој договор Бугарија ги кочи на Македонија перспективите во Европската Унија, значи тој договор е контрапродуктивен, значи е погрешен. Ако е погрешен, треба да се каже, извините господа, ние подпишавме договор за соработка и пријателство, вие го претворивте во куршум против македонските интереси, разбирате, и во плукање на Македонија. Фала ви многу, тој договор ние од денеска го откажуваме. Меѓутоа, наша држава се несува несоодветно, неодговорно, понижено или како сакате, што е во целата ситуација апсолутно неприфатливо и се работи за политички криминал за што некој еден ден ќе мора да одговара. Ману конечно се подразбуди, барем за кратко. Председателот на Ману Љупчо Коцарев се пофали дека си го задржал
називот на институцијата. Коцарев информира дека по нивно барање владата на Заев го повлекла законот со кој се бараше Ману да си избере ново име согласно Преспанскиот договор. Господине Никовски, дали ова навистина ваквата одлука на владата ќе остане така или пак се прави еден потек од страна на владата исто како и со театарот кој го приредија со Сашо Мијалков, со кој потек пробуваат да го спасат бродот наречен Влада кој очигледно тоне? Прво радува што дојде за председател на Ману Коцарев, кој прв пат после долги години на времето и претходно беше само покоен Блаже Ристовски, тој што се отворено и гласно бореше за македонизмот, прв пат покажа дека Македонската академија на науките не е едно легло на пензионери, разбирате, кои немаат појма што се случува, туку застана тврсто на браникот на татковината. Му честитам, јас ќе ви кажам дека лично одев на многу манифестации во Ману, нели има разни одбележувања на годишници на наши херои, луѓе, личности и така натака. Од кога почнаа овие срамни договори со Бугарија и кога Ману се држеше на страна, јас престанав да во академијата и најмалку 3 години јас не сум се појавил тамо. Велам, иначе еден центар каде би требало да се одвива еден навистина богат живот. Ова се дава некоја надеж дека нешто ќе се случи. Меѓутоа се разбереме, договорот со Преспа е многу јасен и дека владата сега се повлече бидејќи оваа целина што се случува во државата, сите ова сепкупност, нели така на Мијалков, на попис недоличен, на попуштања, неприфатливи отстапки за фундаментални македонски интереси, сметаа дека ќе биде премногу сега и да е прекратат Ману и мислам дека тоа само тактички потеси, дека тоа ќе биде неизбежно. Знаете, најстрашното е што ние во Скопје имаме турски театар, имаме албански театар, а не македонски театар, разбирате. И тоа го покажува абсурдот на тој договор, катастрофален договор од Преспа, кога велеа дека со него го зацврстили националниот идентитет, а брижат се македонско, разбирате. Тоа нормален човек не може да го разбере. Мислам дека е тоа само технички, тактички потез на власта и дека тие повторно ќе се нават на тоа. И знаете, законот ќе го донесат, Ману ќе прета, али власта ќе изгуби од тоа кај народот и сега веројатно ќе одолговлечуваат пред новите избори локални кои ќе се одржат и дај Боже да има и паралелно и парламентарни, али тоа нас не гине бидејќи тоа го диктира договорот од Преспа. Инаку овие власта на Заев упорно го туркаат и одржувањето на пописи покрај предупредувањата и негодувањата од страна на опозицијата, на стручната јавност, но и на повеќето македонски народ. Каков е вашиот став по тоа прашање за начинот на кој сака оваа влада да го спроведе пописот, но и за намерата да се попише и нерезидентното население, односно диаспората? Дали во позадината на она што власта го турка да се попише диаспората, всушност се крие задната злонамера со цел вештачки да се зголеми процентот на албанското малцинство во Македонија? Апсолутно е така, бидејќи, знаете, прво на Македонија и треба попис, иако ние знаеме горе-долу и колку сме, и кај сме, и што сме. Меѓутоа, пописот сепак е една во основата статистичка операција, која се врши нели по договор и налог на Обединетите нации на секој 10 години во цел свет, да се расчистат некои работи, да се направи една евиденција на имот, на луѓе, на се оно што е асет, односно, да речам, богатство на таа држава. Тоа е првото. Второто, кај нас попис без политичка димензија не може да има. Бидејќи од составот на населението, значи од резултатите на пописот, зависи позицијата во уставот и во многу закони на малцинството албанско во државата, кој ние сега нарекуваме етничка заедница. И ако е така, тоа значи дека зашто пропадна пописот во 2011 година? Затоа што, како што и премиерот тогаш не изјави, имаше толку злоупотреби, што велеше пола народ треба да одадеме на суд, затоа што се злоупотреби пописот, и албанците веќе изјавија. Имали под
20% на албанци во државата нема да го признаат пописот. Значи, третиот елемент е дека ако сакаме ние попис као статистичка операција, треба да избришеме етничката припадност. А направиме ли така, тој е неупотреблив, бидејќи суштината на оваа држава се сведува пак на тие етницитети, разбирате, на бројот на албанците, кои цело време и официјално од Албанија и од Косово, а и нашиве тука често патива дека се 30-35% и така натака. И ова што се прави сега, кога се попишуваат и тие што не се тука, тоа веќе не е попис. Разбирате, се прави нешто што треба да покаже веќе од напред договорени ќе бидат или како да сакате резултати. Затоа што пописот треба да биде само на населението кое е тука. Разбирате? Ако не си денеска тука, не те попишуваат, паѓате. Ако сум јас денеска попишуваат во Охрид, мене ќе им попишат во Охрид, паѓате. Само присутно население. Али знаете што е интересно? Сега видов денови вечера, завчера видов дека и Евростат, тоа е Европската статистичка организација, се согласила и со законот и со методологијата на Македонскиот завод за статистика. Знаете, тоа се тие европски двојни стандарди. Нив им е важно да го постигнат тоа што го сакаат, разбирате, а тука више нема по Макијавели, целта ги оправдува средствата. Паѓате, тоа се тие двојни стандарди кога ни порача од Брисел за референдумот и за промената на уставот. Ако не можете реално Балкан си направите, значи криминално, разбирате. Господин Никовски, тие толерираат, а нашиве спроведуваат на штета на долгорочните интереси на оваа држава. Пописот како е сега замислен е апсолутно неприфатлив, апсолутно е погрешен и не може да биде да се попишува некој што не живее година-две во државата. Или тој што тука се попишува, или никој. Такво нешто може да се направи само без етничка определба, без етничка определба пописот е непотребен. Имаме уште две прашања, а само да не потребиме повеќе од 2 минута на секое прашање, за да можеме да ги завршиме сите 12 прашања кои што јас и Бети ги подготвивме за вас оваа вечер. Пред некој ден партијата на власт СДСМ преку оглас, односно конкурс, бараше попишувачи, но после реакцијата на јавноста огласите беа тргнати. Дали ваквиот чекор веќе ги најави сомневањата на јавноста дека овој попис ќе биде чист фалсификат, бидејќи очигледно е дека власта ќе замеша прсти во пребројувањето? Според она што е познато, веќе има обвинувања дека како попишувачи се барале и се регрутирале партиски војници. Тоа е нов доказ дека пописот е веќе наместенка, дека нешто што нема да го одрази, да го отслика реалниот состав на населението во државата. И велам, целиот тој магевсан круг околу пописот е де факто една операција која нема да даде ништо што ќе биде од корист на државата, нели за оние нормални статистички показатели кои ги очекуваме, а дека има нешто за тоа, најдобар доказ е дека и албанската опозиција која е силно конфронтирана со туи партијата од власта, веќе даде апсолутна поддршка на пописот, кој покажува дека албанските интереси во него се заштитени, а за македонските нема кој да се грижи. И за крај последното прашање, 1 минута. Кажете збор 2 за протестите кои што се одржаа вчера по повод неодавнешната пресуда за злосторниците за карвавиот Великден. Тоа покажува дека тој албански екстремизам е не само присутен, нега туку мобилен, активен и дека е една сериозна закана за државата. Инаку, повторувањето на процесот за Монструм беше апсолутно непотребно, што во судската пракса, тоа беше исто така нелегално, во судската пракса, ако немате нови докази за било кој случај, нема повторување. Тие сепак го повторија и знаете, добро е во целата ситуација што обвинителот беше албанка, иако е жалосно кога мораме од таков аспект да ги гледаме сите тие, мислам, односи и работи, меѓутоа потврди дека се што беше претходно беше точно и дека тоа се де факто убиците
тоа на едно злосторство кое е незамисливо, кое не знам, тоа наликува на 5-6 век, а не на 21 век. Така да добро е што правдата ги стигна нив, а велам, овие манифестации кои беа насилни, кои беа и со политичка интервенција и со повредени полицајци извршени, покажува дека тој албански екстремизам, кој е за жал широко поддржан од одредени политички албански лидери, покажува една закана за државата со која ќе мораме да живееме. Не само од нив, него тука имаше едно американско знаме или две, што тоа значи? Видите, тие можат какви знамења сакаат да истакнат, и на времето имаше и од Саудиска Арабија, овој пат не знам дали имаше само од голема Албанија. Видите, да бидеме јасни, дека албанскиот фактор на Балканот е главниот, не албанците, не Албанија, ни Косово, не албанскиот фактор на Балканот е главен американски стратегиски партнер и дека де факто се што прават албанците во регионот е на некој начин поддржано од Вашингтон, иако има и моменти кога тие се има воздржани или се против тоа, разбирате, например, тие го сменија Курти, кој пак им дојде на Косово повторно на власт. Така да, таа соработка и тој голем албански проект, кој нели така е цело време актуелен и со независноста на Косово е преку 70% веќе реализиран, е реално со која мораме да живееме, али да бидеме среќни што Македонија нема да ја разделат физички, разбирате, бидејќи опасност од нова војна во регионот нема, затоа што ако има војна доаѓа Русија, а нешто ако не сака Америка е точно враќањето на Русија. Америка да доминира во регионот, прави што сака и во Македонија, и на Косово, и во Албанија, во Србија нема толку влијание, во Босна се мешаат, во Црна Гора се присутни, така да тоа е една реалност со која живееме и американскиот фактор во Балканот останува трајно, нови промени од Бајден нема да има, напротив, тој е многу близок со албанците, може да има уште поширока поддршка за албанските аспирации кои се погрешни, кои се опасни за регионот, бидејќи заекнувањето на албанскиот фактор еден ден ќе јудри и грците, кои нели така работат против Македонија во интерес на албанците, али тоа ќе ги јудри еден ден по глава и тоа заслужено. Задоволство беше и ова ваше учество во Македонски корени, господине Никовски. Ви благодариме, имајте си убав викенд, останете ни во добро здравје, пријатно до слушање и секако довидување во некоја наредна емисија на Македонски корени. Ми беше задоволство, многу поздрав на нашите Австралија и не заборавајте, Македонија е вашата татковина и секогаш ќе останат тука вашите корени. Не заборавајте, помогнете колку можете. Поздрав на сите, се најубаво за нашите македонци и нека ве чува Господ. Пријатно и само убавини, нека ви дава Господ, пријатно.